ден, почитувани гледачи. Следува добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што сте со нас. Денеска ќе зборуваме за нови протоколи за третман на исхемичен мозочен удар. Мој гостен и соговорник во студиото е доктор Јован Божиновски, специјалист невролог и директор на клиниката за неврологија. Доктор Божиновски, добар ден. Ви благодарам што сте дел од денешното издание на Добриот доктор. Добар ден, Александар. Добар ден и на вашите гледачи. Ми е чест секогаш кога имам гостување во вашата телевизиска куќа. Докторе, да почнеме малку со статистика. Каква е моменталната состојба на клиниката за неврологија кога станува збор за пациенти со мозочен удар и колку во просек пациенти годишно се лекуваат поради оваа состојба на клиниката со која раководите? Може би една од најчестите патологии која што е застапена на нашата клиника се акутни исхемични мозочни удари и секогаш нашите оддели кои третираат оваа патологија речиси се секогаш полни и секогаш се бара место повеќе. Во 2024 година кај нас се лекувале хоспитално околу 470 пациенти со исхемичен мозочен удар, од кои 31 се претходно тромболизирани, односно подлегнати на една специфична терапија. 2025 бројките се нешто повисоки, некаде околу 490 пациенти, со тоа што имаме повеќе тромболизи, 61 тромболиза, што е сепак за поздравување, но моја интенција како директор и актуелен раководител на клиниката да го зголемиме тој број на пациенти кои што се третирани со една специфична терапија, животно спасувачка, која што е од витално значење за понатамошниот тек на самата болест и за самиот пациент и исходот од самото заболување. Докторе, на што се должи еве порастот? Ги споредивме 24 и 25 година. Зошто се повеќе се јавуваат вакви состојби, односно доаѓаат пациенти со мозочен удар? Тоа е од повеќе аспекти мултифакторијална болест, меѓутоа со самиот факт дека нашето население и популацијата во Европа генерално старее, сепак е болест која што ја афектира повозрасната популација, тоа е една од причините, но секако и начинот и стилот на живење кој што во последните години е многу променет. Тука ќе го наведам и како еден нов фактор, да кажеме, стресот, секојдневен кој што е се повеќе изразен и можеби начинот на живење веќе со тие ризик фактори кои што се повеќе и повеќе се присутни допринесува да се зголеми бројката на пациенти со исхемичен мозочен удар. Така, рековте дека старее населението, ова состојба е покарактеристична, односно болеста кај повозрастното население, меѓутоа како што сме известували предходните години, се случували и млади на 30-35 години да се соочат со оваа животозагрозувачка состојба, би рекол? Се случува апсолутно. Ние секојдневно имаме и по некој таков пациент. Затоа и на клиниката е формиран еден оддел специјално кој што се занимава со оваа проблематика кај млади. Така што и на тој оддел генерално годишно има по 30 на пациенти кои што се помлади од 50 години, да кажем. Докторе, што точно представува исхемичниот мозочен удар и како настанува истиот? Исхемичниот мозочен удар, пластично да биде за нашите гледачи, е една состојба која настанува акутно, значи во моментот, и настанува кога во одредено мозочно ткиво настанува прекин на дотокот на крв. Односно се затнува крвен сад, кој што, дали е тоа тромб, емболус или така натаму, се прекинува таа мозочна циркулација и тоа мозочно ткиво веќе влегува во една состојба на исхемија, затоа велим исхемичен мозочен удар, бидејќи до него не стигнуваат потребните хранливи материи и крв и кислород секако. А знаеме дека мозочните клетки, невроните се доста вулнерабилни на една ваква состојба и за 3 до 5 минути иреверзибилно се уништуваат, односно изумираат. И затоа времето е многу битно за третманот на оваа болест, бидејќи колку порано се препознаат симптомите и знаците на мозочен удар, колку порано се започне со соодветен третман, толку повеќе мозочно ткиво може да биде спасено.
Така. Еве кога сме кај симптомите, кои се симптомите кои граѓаните и непосредната околина треба веднаш да ги препознаат дека станува збор за мозочен удар и да побараат соодветна стручна помош пред се да се јават на итната медицинска помош? И јас во секоја можност која што имам и во комуникација со моите пациенти и ваквите контактни емисии, да кажеме, ги кажуваме најчестите симптоми. Тоа се променена говор, дали неразбирливо зборување, неможност за говорна продукција или неразбирање на туѓи говор, понатаму искривување на лицето, односно асиметрија на лицевата мимична мускулатура, спуштен усен нагол на една страна од лицето, слабост на екстремитетите, обично е унилатерална, ние велиме, на едната страна, на рака или нога, понатаму проблеми со координацијата, чувство на вртоглавица, промени во видот, главоболка, нарушување на свеста, сите овие може да бидат симптоми и знаци кои што укажуваат дека се случува еден мозочен удар. И карактеристично е дека овие симптоми и знаци се јавуваат на акутно, односно се јавуваат веднаш во моментот, и тоа ги разликува од некакви други состојби кои што може да бидат помешани, да кажеме, или на некој начин да не насочат погрешно во некоја погрешна насока. Типично за овие симптоми е дека настануваат акутно, односно во моментот. Што треба веднаш да се направи? Веднаш она што треба да се направи е да се повика итна медицинска помош или да се извести матичниот лекар на пациентот. И многу битна работа да се погледне часовникот, да се забележи времето кога настанале тие симптоми. Оној, да кажеме, пристап кој што се уште за жал постои кај нас, ќе дадеме одреден лек, некаква терапија, па ќе почекаме сат, два, три, некогаш и повеќе, па ќе видиме после дали ќе го носиме пациентот на некаков лекар. Мислам дека е апсолутно погрешен, дури во некои ситуации и сето тоа давање на терапија, да кажеме, на своја рака, е контраиндицирано за сите понатамошни постапки кои што ние можеме да ги превземеме. Значи, советот е да се забележи времето, веднаш да се повика итна медицинска помош и да се донесе пациентот во соодветна установа која третира ваква патологија. Невролошки одел, да. Така. Главниот фокус на емисијата ќе го ставиме на третманот, но да ги слушнеме прво прашањата и од нашите гледачи. Почитувани, во програма сте, повелете. Ало. Добар ден. Добро утро. Поздрав до емисијата, до докторот и до вас, водителот. Поздрав и до вас. Јас сум со пред 8 години добив исхемичен мозочен излив. Иначе на возраст сум сегашна 72 години. Пијам сарелто, гамалонот го пијам, ламалот и така натака, мислам да не ве замарам сега. Ме интересира на колку време би требало да се прави компјутерска томографија. Од 22 немам одено, тогаш направив и неврологот кај што одам ми вика дека е штетно, ова, она, а ја би сакала да си направам контрола што се дешава превентивно. натре, да речеме, да. Во ред на ќе колку добиете време да се направи, пример, катето? Така, ќе добиете соодветен одговор на конкретното прашање, но и совети и препораки. Секој е добро, господи. Благодарам на прашањето. Значи, јас би советувал пациентката, бидејќи долго време самата кажа дека не го посетила својот невролог, да се јави на еден контролен преглед, бидејќи ваквите пациенти треба да бидат соодветно менаџирани низ годините. Да се следат. Да, затоа што тука е сериозна, потребно да се направи сериозна секундарна превенција од и мозочните удари знаат да рецидивираат, односно да се повторат. Во тој контекст би требало да се јавите на еден контролен невролошки преглед кај соодветниот невролог кој што ве води, да се направи една проценка на вашата невролошка состојба и согласно тоа, ако е потребно да се направат дополнителни неуроимиџинг техники, односно потребните снимања, во случајов е компјутеризирана томографија. Гледачката спомнена компјутерска томографија, 8 години после ударот, 4 години
колку што разбрав е последната компјутерска томографија, се препорачува ли често или во зависност од проценката на неврологот, дури ако се препорача еднаш годишно или на 2 години за да се види состојбата? Видете, сепак компјутерска томографија е метода која што има одредено јонизирачко зрачење, не работи на база како што работи магнетната резонанца со електромагнетни бранови, и од тие причини не би требало во ситуации кога тоа не изискува и потреба тоа да се прави рутински секоја година, меѓутоа останува тоа на проценка на самиот невролог кога е потребно да направи компјутерска томографија контролна. Ние некогаш правиме и почесто ако состојбата на пациентот се влошува или имаме некаков нов невролошки момент, апсолутно дека треба да се направи. Меѓутоа сепак останува на проценка на самиот невролог што ја води, дали е потребно и кога е потребно да се направи контролно снимање, во зависност од состојбата истото да се реализира. Ете, тоа би било. Да ги слушнеме и следните гледачи, почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден, во програма сте. Добар ден. Ве слушаме, повелете со прашањето. Друга. Викавте. Вие сте, господјо, само телевизорот ви е пуштен, така да самата се слушате. Повелете со прашањето. Режија, дали имаме друга линија гледачи? Ало. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете, ве слушаме. Кратко само. Прашање, лекарот кажа дека одма треба да се викне брза помош. Така. Во многу ситуации брзата помош кога се вика прашуваат одма не што вие, него колку години имате. Значи, ако имаме повеќе години, треба ние да чекаме или да умриме или ова или она. Зошто постари тие заборават дека и тие утре ќе бидат стари луѓе? Како ќе се осеќаат така, кои ќе бидат запоставени? И многу пати и се спушта слушалка. Така, да. Опомена до брза помош, обавезно кога ќе се јави некој, дали е стар или млад, јас разбирам дека имат предност младите, ама и постарите што треба да цркна дома. И тие утре ќе остарат. Поздрав и пријатен ден. Да, ви благодарам за јавувањето и за забелешката, да, дошта често е коментирана ова забелешка. Очигледно последните одговори што ги даваат и здравствените власти е дека поради редукција на кадарот и на персоналот. Еве ваш коментар, докторе. Видете, во третманот на нашите заболувања, ние возраста апсолутно не е пресуден фактор за некој пациент да биде третиран. Сепак индивидуално е пристапот на секој пациент, зависно од неговата состојба. Ви имате пациенти на 80 години кои што одлично се држи и има добра, да кажеме, физичка состојба, односно помалку коморбидитети, пациент кој што може да биде подлегнат на било каква интервенција од овие кои што ние ги изведуваме. Така што дали некој на 60 години или на 80 нема влијание. Пристапот е индивидуален и во таа смисла би требало секој пациент кој што има акутен исхемичен мозочен удар без разлика на возраста да биде соодветно згрижен и да биде транспортиран или донесен во таква установа. Прашањето конкретно и се однесуваше на гледачката и забелешката е коректна. Да, сме имале гости и гостувања, веќе се потрудиме наредниот период и од службата за итна медицинска помош да обезбедиме соговорници во емисијата, па конкретно да продискутираме и по која основа се овие протоколи да се прашува за возраста, па потоа, ама очигледно еве пак ќе напоменам дека поради ограничениот број на екипи, заради ограничениот број на екипи кои што се во можност да интервенираат, колегите кои што се за слушалката прават триажа на тој начин. Триажа на пациентите, да. Доколку имаме и следен гледач, почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Јас се јавувам, поздрав до доктора и до водитело, јавуваме се од Радовиш. Така. Пред 2 години удар добијах на десната страна и фати ми се раката и ногата. И сега ногата у коленото многу ми е, не можам у коленото да одам. Скока ми коленото, назад, напред. И имам така главоболки често. И сабајле пак усети нешто како на муцката, како удар да добијах. Друг. Не знам што значи това. Дали овие изминатите 2 години имате одено на редовни контроли? Не сум одела.
Во ред ќе ја прокоментира докторот вашата состојба, да секој е добро господјо и ќе ви даде совети и препораки секако. Некако доаѓаме до заклучок дека не се оди редовно на контроли, не знам зашто е тоа така. Би требало почесто да се прават контроли, барем после мозочниот удар на неколку месеци. Јас моите пациенти на неколку месеци ги контролирам. Сепак таа е терапија која што треба да се следи самиот ефект од терапијата, но и да се следи состојбата на пациентот. Лекувањето на самата болест не е само во неколку денови додека пациентот е хоспитализиран или прима терапија во домашни услови или во друга установа. Лекувањето е подолготрајно, болеста наеднаш настанува, меѓутоа лекувањето трае со месеци, некогаш и со години. Во таа насока би требало да се прават редовни контроли малку почесто. Во однос на овие симптоми кои што сега ги кажа пациентката, не изгледаат како рецидив на мозочен удар, но сепак за да вака преку камера е малку потешко да се даде одредена проценка, без физички преглед, јас би советувал да се јави барем кај матичниот доктор, да се земе една убава анамнеза за новонастанатите симптоми кои што според ова што го кажа се транзиторни, не се дефинитивни, и да се направи проценка на објективната состојба со еден физикален преглед. Така, дали ваквите временски услови, често ги коментираме, имаат некаков негативен ефект конкретно кај оваа група на пациенти со веќе прележан мозочен удар, бидејќи навистина имаме варијација деновиве и на временските прилики, но пред се на атмосферскиот притисок очигледно? Апсолутно, сепак е ова болест на крвни садови, а како се менуваат временските услови и крвните садови, нели, знаеме дека тоа е физиологија, или се шират или се стеснуваат, така што апсолутно влијае и тоа како кај ваквиот тип на пациенти. И затоа секогаш ние препорачуваме да се зема соодветна терапија, се даваат други препораки во насока на соодветен хигиенен диететски режим кај ваквите пациенти и во оние периоди кога е, да кажем, многу жешко или многу ладно, да не се излегува без потреба на такви надворешни временски влијанија. Така. Докторе, од една од гледачките слушнавме, чинам последната е десната или левата страна. Обично едната страна од телото се парализира на некој начин. Тоа е најчестата клиничка презентација, значи на одземање на една страна од телото, рака или нога, лева или десна, зависно од тоа во која регија е самиот мозочен инфаркт. Има исклучоци кога имаме и поинаква клиничка слика, меѓутоа најчесто е така. Така. Во последните години често се зборува за нови протоколи за лекување на исхемичниот мозочен удар. Што конкретно се промени во третманот, докторе, последниве години? Постојано, нели, има нови протоколи, нови препораки и така натаму. Во таа насока јас овие денови дадов овластување да се направи еден тим кој што ќе направи ревизија на сите нови протоколи, ќе се имплементираат всушност во нашето здравство. Во оној период кога тие ќе бидат спремни, јас ќе ги доставам и до Министерството за здравство и до сите оние центри низ државата кои што третираат ваков тип на патологија. И многу се променета апсолутно. Веќе ние зборуваме за тромболиза години наназад. Тоа е една специфична терапија која се дава интравенски со одреден фибринолитик кој што има за цел, нели, да го разруши тој крвен тромб, односно крвен згрушок кој што го затнал крвниот сад. Веќе ние имаме моментално алтеплазе како тромболитичен лек, меѓутоа на голема врата веќе се зборува и за тенектеплазе. Тоа е еден нов лек кој што исто така се администрира венски, но времето на давање е различно. Кај првиот кој што го спомнав, давањето на самата терапија е околу 1 час, односно 1 час. Кај другиот се дава како болус доза и ефектот од самата терапија може да се види малку порано. Бидејќи кај еден пациент некогаш не е доволно само да се направи тромболитична терапија, се одиче понатаму и се може да се направи тромбектомија, односно тоа е механичка процедура која се изведува на Рентген институтот и всушност со одредени специјализирани инструменти, стент рентривери и така натаму, катетри, се доаѓа до самото место во мозокот, во тој крвен сад кој што е затнат и механички се отстранува тој тромб и се воспостава повторна рециркулација, односно реперфузија. Така што во таа насока веќе има нови препораки во тој дел на третманот на самиот мозочен удар.
Веќе имаме оној тераписки прозорец златен стандард кој што го викаме времето е мозок, нели? Порано беше од 3 до максимум 4,5 часа, веќе сега за оние мозочни удари кои што настануваат во сон, тие се најтешки за третман бидејќи не го знаеме точното време на настанување, веќе новите препораки говорат дека може да се даде таа терапија и подолго, да кажеме, од оној тераписки прозорец со соодветни неуроимеджинг до диагностики и соодветна проценка на самиот пациент. Претходно педиатриската популација исто така не беше вклучена во тие препораки, веќе имаме препораки за таа популација, иако е ретко, но сепак веќе се вклучени. Така што има новости и тие за скоро време ќе бидат преточени во одредени протоколи кај нас. Така, споменавте исто така и современа диагностика. Како го утврдувате во времето? Во ред ќе разговарате со членови од семејството, со транспортот, односно со екипите на брзата помош, меѓутоа треба, како што се вели народски, да имате црно на бело. Во самиот преглед на пациентот започнува уште во амбулантното возило, да кажеме, и тука се мерат сите тие витални параметри и така натаму. Значи, докторот кој што го носи веќе треба да ни даде одредени информации за состојбата како е затекнат самиот пациент. Многу е битно да се има точни податоци сепак за да се даде оваа терапија соодветно, бидејќи ние се соочуваме со одредени информации кои што се контрадикторни на моменти, различни од еден член, да кажеме, на фамилијата добивате едно време од друг. Во таа ситуација можеби и самата паника кај семејството го прави сето тоа да имаме различни, но ние сепак пред да се даде таа терапија правиме компјутерска томографија, тоа е златен стандард на самиот пациент и доколку видиме на самата томографија дека веќе има рани знаци за мозочен инфаркт, тогаш е апсолутно оваа контраиндицирана терапија. Но доколку тој компјутер е уреден, може да се даде терапија соодветно кога ќе се направи една компарација со самата земена анамнеза или хетероанамнеза на одот од компјутер и да се донесе соодветна одлука. Сепак пациентите треба да исполнат одредени инклузиони критериуми, не е само времето, има и други. Доколку некои од тие критериуми не се исполнуваат, таквиот пациент секако дека не е конзервативно се лекува конзервативно, бидејќи самата терапија морам да кажам дека има и одредени да кажеме несакани ефекти, кои што не се толку чести, но можни се и може да биде самата терапија контраиндицирана. Да, ќе продолжиме и понатаму околу третманот, но да слушнеме уште неколку гледачи со нивните прашања. Почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Поздрав до докторот и до водителот. Поздрав и до вас. Да го прашам докторот. Многу имам висок притисок, па 180, со 100, со 110 и не можам никако како да го нормализирам и нозете многу ми отекуваат. Па скоро по цел ден и кој ќе станам и тогаш ми се отечени. Пијам Телфорте и се мачкам Аварикон за нозете, се мачкам. И никако не можам да го смалам притисокот. Така, да, ќе ви даде соодветни препораки докторот каде да се обратите, на какви испитувања, на кои специјалности, секој е добро, господјо. Ова е еден од ризик факторите за настанување на мозочна удар, хипертензијата како ризик фактор апсолутно постои, можеби е број 1. Тука јас би советувал да се посети кардиолог, интернист или кардиолог, за да се направат соодветни испитувања и да се даде соодветна терапија. Затоа што сепак една нетретирана и долготрајна хипертензија знае да даде и долгорочни проблеми кои што не мора да се манифестираат во самиот момент, но долгорочно да направат оштетување, па и на мозочните клетки. Убаво рековте дека е еден од главните ризици за мозочен удар. Апсолутно. Така што би било пожелно час поскоро да се јави кај интернист или кардиолог за да се направат потребните инвестигации и да се даде соодветна терапија која што ќе го нормализира притисокот. Во денешно време има многу современи терапии, голема палета и широк избор на лекови кои што ќе се дадат и кои што соодветно ќе делуваат за да може да биде ставен притисокот под контрола. Така. Доколку имаме и следен гледач, почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Сакам да го прашам докторот, поздрав прво на сите тамо, сакам да го прашам докторот, може сум надворот. Повелете со прашањето. Од темата, имам тригеминална неуралгија.
Дали тоа може да хируршки да се лечи, пошто многу е болно и многу е... Да, во ред поради вклучениот ТВ приемник побавно комуницираме, меѓутоа разбравме за состојбата и за прашањето, ќе добиете конкретен одговор, секој е добро, господине. Тригеминалната невралгија е една навистина специфична состојба која што е презентирана со една јака и неиздржлива болка. Често пациентите ја објаснуваат како струен удар. Често се започнува со фармаколошки третман. Пред се тука се терапија од избор одредени антиепилептици кои што го контролираат самото заболување, меѓутоа во одредени ситуации кога немаме добар фармаколошки третман, односно одговор на таа терапија, може да се пристапи и кон одредено хируршко лекување, но сепак за тоа треба да се направи соодветна проценка, да се направи магнетна резонанца на глава, доколку не е направена, и да се јави на клиника за неврологија. Ние имаме и оддел на клиниката за неврологија кој што третира вакви главоболки и болни синдроми, за да се соодветно најде решение за патологијата на самиот пациент. Таа не е животно загрозувачка, меѓутоа е една непријатна состојба. Може да биде поттикната и потенцирана од одредени надворешни влијанија, ладно или топло, одредено конзумирање на храна, да кажеме солена, кисела, лута, така што овие работи би требало пациентот да ги избегнува и да се придржува на тие препораки. Да, новата амбуланта токму за вакви пациенти неодамно отворена. Ние веќе последниве, таа амбуланта функционира 1 месец наназад и имаме одличен одзив од страна на пациентите. Амбулантата ги третира пациентите со мигрена, меѓутоа и вакв тип на болки, така што може слободно да се јави пациентот и да се одлучи како ќе биде понатамошниот третман. Така. Имаме простор само за уште еден гледач. Почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во програма сте, повелете. Добар ден. Да, ве слушаме, повелете со прашање. Слушате? Да. Вишто бабата, она со мозочен удар, она веќе колку 20 години, пред 20 години добија, ја сега скоро добија 5 месец дена. Устото и јазикот се искриви нешто, не може да јаде. Дали успеавте да разберете? Ако добро го разбрав гледачот, пациентката има мозочен удар пред 20 години, но пред месец дена повторно има промени со говорот. Многу е веројатно дека се случил рецидив, односно се повторил мозочниот удар. Така и за вас важи истите препораки. Апсолутно. Соодветна контрола и дополнителни испитувања за да се констатира. Во вакви ситуации е потребно да се направи контролен компјутер. Така. Ова е една индикација да се реализира едно контролно снимање. Така. Докторе, новата генерација на тромболитична терапија кога ќе почне да се применува кај нас? Веќе ние сме во процедура да ги ревидираме тие протоколи и соодветно на тоа следствено да се набави од нови. Всушност тоа не е нов фибринолитик. Постои кај нас, се дава на клиниката за кардиологија за акутни исхемични миокардни инфаркти. Така што клиниката ќе гледаме јас како раководител во моментот да ја набавиме таа терапија и докторите кои што ќе администрираат ваков тип на терапија да имаат избор, односно да одлучат врз основа на состојбата на пациентот кој фибринолитик ќе го изберат за да го дадат. Оние пациенти кои што доаѓаат малку покасно, можеби ќе бидат кандидати за да се даде ваков тип на терапија која што се администрира многу побрзо, за да не се изгуби во тој 1 час време и да се пробие тој тераписки прозорец, така што ќе се надевам дека ќе имаме избор да одлучиме кој тип на фибринолитик ќе го дадеме и мислам дека ќе успееме во тоа да ја донесеме оваа терапија и кај нас, на клиниката за неврологија. Дали е еднократна терапијата и кој е бенефитот, односно што може да се спречи или да се ублажи на некој начин? Да, терапијата е еднократна и всушност, како што кажав и на почетокот, е животно спасувачка. Од една страна, од друга страна го намалува процентот на инвалидитет, бидејќи оваа болест многу пати му кажам дека е број 1 во светот за инвалидитет. И во таа насока оваа терапија може да го намали тоа како инвалидитетот или да го излекува пациентот, бидејќи ние имаме пациенти кои што имале мозочен удар, соодветно третирани, излегуваат без никаков невролошки дефицит и се враќаат во една нормална, да кажеме,
состојба работоспособни и поготово такво население кое што навистина е штета да биде инвалид цел понатамошен живот. Имавме ние гледач кој што кажа дека 20 години пациентката била со мозочен удар. Така што сепак е терапија на избор и ние треба да се стремиме како невролози да ја подигнеме јавната свест на населението за значењето на самата терапија, еве и да го и повеќе пациенти да бидат кандидати за оваа терапија и повеќе пациенти да бидат третирани, за да може што повеќе пациенти да имаат бенефит од истата терапија. Да продолжат терапија што кажав е достапна, ја имаме кај нас и мислам дека само треба малку да подигнеме јавната свест за да бидеме поподготвени на некој начин и пациентите да доаѓаат понавреме во вакви институции кои што третираат. Клучен сегмент е времето, односно временската рамка, убаво рековте, меѓутоа доколку не се испочитува тоа, ги знаеме сите последиците кои се долгорочни и доживотни, после акутниот третман, да ако не се примени оваа терапија, што следува понатаму? Доколку некој од пациентите дојде подоцна или не е кандидат за ваква терапија, се продолжува со лекување, класичен тип на лекување, каде што се даваат нели соодветни лекови за намалување на отокот во мозокот, антиагрегациона терапија, антикоагулантна терапија и соодветна придружна терапија за регулирање на сите овие коморбидитети. Меѓутоа сето тоа е помако трпно, потешко, еден процес кој што е, да кажеме, понеизвесен. Многу често се соочувам јас со прашањето од други установи од државата, пациентот 2-3 дена лежи, да кажеме, во одредено статума, па потоа бараат да се префрли на клиниката за неврологија. Лекувањето на таквиот тип на пациенти е секаде исто. Дали ќе се лекува во Прилеп или ќе се лекува во Скопје, нема никаква разлика освен местото. Терапијата е иста. Ја има и таму, има и тука. И тука сме веќе со ограничени можности. Таквите пациенти, пак ќе кажам, терапија на избор е ова која што го говориме и за која што целта е на самата емисија. Да навремено се третираат пациентите и таквите пациенти да ги прифаќа клиниката за неврологија или градска општа болница 8 септември, изборуваме за Скопје или другите центри низ државата, бидејќи и одредени други центри третираат ваква патологија, така што битно е да се повторно ќе кажам, навремено препознаат симптомите и навремено пациентот да биде донесен во една таква установа. И да се надеваме со новите протоколи кои се во изработка, дека секаде истото ќе се применува и таа нова или втора генерација на тромболитична терапија. Апсолутно тоа е и целта на самите протоколи кои што сакаме да ги дисперзираме во сите центри, за да биде токму тоа пациентот да биде подеднакво третиран секаде, било каде да отиде да биде третиран по тие протоколи, за да нема нели или несакани ефекти или подвоени мислења. Ако се оди по тие протоколи, можноста да се сгреши сепак е минимална. Така, докторе, во меѓувреме да ставиме фокус и на превенцијата, кои се најважните чекори што секој од нас може да ги направи уште денеска за да го намали ризикот од мозочен удар? Ќе кажам дека подобре да се спречи отколку да се лечи. И тоа е една народна поговорка која што е апсолутно точна. Така е. Имаме ние можности, да кажам тука веднаш дека секој од нас носи одреден генетски потенцијал, одреден генотип, и тоа се фактори кои што не се менливи. Но дали одредена болест фенотипски ќе се манифестира зависи од сепак средината, начинот живот, животниот стил, навиките, исхраната и така натаму. Значи, тука е фокусот на таа примарна превенција, да не се случи болест, а тоа може да се направи со умерена физичка активност, секојдневна, внимавање со начин на исхрана, намалување на стресот, така што тоа се некои општи препораки кои што веќе треба сите да ги знаеме и да ги практикуваме. За жал, живееме во едно време кое што ни дава можеби ограничени можности заради обврските да помалку практицираме, веќе забораваме на физичката активност, но е клучна за да биде да се превенираат овие кардиоваскуларни, односно цереброваскуларни болести. Кога веќе ќе се случи болест, тоа веќе навлегувам во една секундарна превенција. И тука треба да се регулираат, да се зема редовно терапијата која што ја препишуваат докторите, да се прават редовни контроли, да се регулира крвниот притисок, шекер, обично тие пациенти имаат и повеќе други нели коморбидитети кои што допринесуваат за да се случи и се ризик фактори мозочниот удар.
често покачениот холестерол, триглицериди. Во таа насока, значи, редовното земање на терапијата, редовните контроли, кои што повторно ќе спомнам дека се клучни, е многу битно за самиот пациент и соодветното понатамошно превенирање и лекување. Така, ви благодарам за советите и искуството кое го споделивте со нашите гледачи и со задоволство ќе очекувам да бидете повторно дел од Добриот доктор за да информираме за новините и за новата терапија за некој месец. Ви благодарам и на вас, навистина секогаш ми е чест и задоволство и се чувствувам пријатно во вашите студија. Само сакам кратко да кажам дека на нашата клиника веќе е отворен и кабинет за когнитивна стимулација кај пациенти со деменција, бидејќи таа една состојба која што веќе се почеста, односно болест, како нефармаколошки третман, така што имаат пациентите и опција плюс покрај фармаколошкиот третман да се подлегнат и на една ваква терапија. Има многу новини, се надевам ниво иднина ќе имаме што имаме да говориме, така е. Така е, се во интерес на пациентите. Ви благодарам уште еднаш, почитувани вам, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и утре. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија. Имајте убав ден и грижете се за вашето здравје. Пријатно!